млада колешка која навистина ми е посебно драго што е дел од работењето на Народен театар Битола. Една толку искрена, стрпечна личност која и како актер, меѓутоа јас ги почитувам луѓето онакви какви што се, значи или се луѓе или не луѓе, знае да прима совет, знае да послуша постар колега за нејзино добро. Секогаш насмејана, расположена, среќна, весела, онака каква што и јас лично сакам да бидам во животот и да ги расположам сите околу себе. Една од ретките колеги и колешки кои што сум ја добивал секогаш 100% поддршка и тоа многу ми значи и приватно сме многу блиски, семејно се познаваме и една од најчистите души што воопшто во животот сум ја сретнал и за секој нејзин успех и приватен и професионален искрено се радувам како за мое лично семејство. Ја начакавме баш во работна атмосфера. Предпоставувам дека се подготвува за нејзината вечерашна представа, па ќе видиме каков е планот. Здраво, Маја. Како си? Супер, добре дојдовте во театар. Добре те најдовме, не очекував јас дека ќе те начекам вака толку рано и толку работно и вредно започнат да биде денот. Меѓутоа, се надевам дека имаш време да одвоиш некоја минута, односно некој сат за мене. Се разбира, да. Бидејќи и јас и сите наши гледачи сме многу љубопитни да видиме како изгледа еден ден на Маја. Супер, драго ми е што ќе се дружиме. И мене ми е многу драго. Морам да ти признам и да те пофалам дека изгледаш одлично и покрај тоа што денот го започнуваш работно, сепак изгледот твое е нешто што на сите ни остава во нашиот град огромен впечаток. Благодарам. Морам да го кажам тоа и јавно да го признам. Јас секогаш викам дека кога жена ќе даде комплимент, јас го вреднувам 10 пати повеќе затоа што жените сме многу потешки за делење на комплименти нормално од мажите, така да навистина многу ми значи фала ти. Тоа со изгледот најверојатно е начин на живот, предпоставувам. Уште од многу мала ја гледав како мајка ми се подготвува секое утро кога пред да замини на работа и така натаму и како растам, тоест веќе сум возрасна жена во секој случај, сваќам дека многу од нејзините навики сум ги прифатила и луѓето кои што добро ја познаваат мајка ми често пати умеат да ми кажат дека ги потсетувам на неа кога била млада. Така да, мене ми е многу драго што луѓето го приметуваат тоа, а јас не го доживувам така затоа што мене навистина ми е секојдневие. Значи, утрото секогаш ми започнува со подготовка, дотерување, зависи од тоа како ќе биде денот. Најчесто имам проби во театар, доколку работам нова представа. 10 часот 00 ми започнуваат пробите тука. Шминката е секојдневен ритуал кој што го правиш пред да дојдеш тука на проба? Нормално сега кога работам, тоа е нешто лесно, некоја крема или некоја лесна пудра, чисто заради заштита на лицето. Меѓутоа, преферирам денската шминка да ми биде полесна, да не ми го оптеретува лицето заради тоа што пак вечерните шминки кои што ги користиме за театарот се малку потешки и се обидувам колку што можам навистина да си го заштитам лицето затоа што ќе ми треба и уште многу години понатаму, значи да не си го остарам пред време. Меѓутоа, во секој случај без маскара, без сјај или некакво карминче кое што ќе ми го расположи денот со бојата, не излегувам од дома. И како и да и во дневна и во вечерна шминка изгледаш прекрасна. Ево уште еден комплимент. Да, фала. Кои се другите одврски кои што ги имаш во текот на денот? Дали секој ден започнува баш тука? Па, можам да кажам дека
поголемиот дел од годината ми започнува во театар. Како што веќе споменав, утринските проби започнуваат во 10 часот. До некое време ручек, па имаме мала пауза и доколку вечерта имаме представа, нормално се враќам за да се подготвам за представата, а доколку немам представа, следуваат и вечерни проби. Па многу често знам да се пошегувам со моите колеги дека нив ги гледам повеќе од семејството, затоа што навистина се случува понекогаш по 12 часа да бидеме во театар, посебно кога сме пред премиера. Еве овој летен период подготвуваме нова представа на 31 август имаме премиера. Така да и ова лето ќе го поминам поголемиот дел во театар, што ми прија затоа што тука е малку поладно отколку надвор. Па потоа се надевам дека утрата ќе ги поминувам поинаку, можеби покрај некој море или така нешто. А како наоѓаш време, слободно време за твоето семејство, за твоите пријатели? Кога 12 часа поминуваш тука, тоа значи дека нема слободно време. Па, јас мислам дека кога се сака се може. Јас гледам секое време кое што ми преостанува да го посветам пред се на семејството, затоа што за мене семејството е број 1 во животот. А викендите, без разлика дали имам представи и проби, секогаш гледам да го поминам со пријателите, со нашето друштво, затоа што сметам дека и семејството и пријателството е нешто што треба да се одгледува, исто како и професионалниот живот. Така да, можеби немам многу време за, не знам, секојдневни кафиња и така натаму, меѓутоа секое време кое што си го наоѓам слободно, јас не одмарам, не преспивам и така натаму, него им го посветувам на моите пријатели и на најблиските. Вашата генерација на актери се нова плејада и вистинско освежување на нашиот битолски театар. Дали и ти како останатите постарите актери кои што се тука, имаш истото мислење дека овие штици на театарот се незаменливи или сметаш дека се привлечни исто така и македонските народни приказни, ТВ сериите? Веќе тоа е прашање на избор според мене. Ние сме како актери обучени да работиме буквално се. Она што ќе го работиш во животот е нешто што сам го бираш. Некои мои колеги се одлучуваат само за театар, на некои им се посреќува работат филмови многу повеќе отколку театар, а некој пољубопитен по природа како мене работи се она што му го задоволува апетитот. Јас не сакам да се заситам и да се презаситам во некои работи и затоа многу често истражувам. Значи, освен тоа што сум на овие штици што живот значат, кои што според мене не се само една излитена фраза, туку сметам дека сите луѓе кои што една стапнале на сцена, тоа е една заразна љубов, обсесивна, со која што не можат така лесно да се справат, така и со мене. Значи, театарот не само што ми е потреба и начин на живот, него јас, кога би замислила што би била доколку не сум актер, не би можела да го најдам соодветниот одговор. Меѓутоа, како што спомнав, работам македонски народни приказни, работам на разни детски фестивали, детски модни реви, водам најразлични манифестации, некои работи ги правам чисто од задоволство и од среќа. Например, работата со деца многу ме исполнува. Тоа е нешто што... Јас имам забележано на твојата Facebook страна, твојот Facebook профил, дека навистина многу сакаш деца. Имам забележано и премногу фотографии со деца. И се тоа што ми го кажуваш, значи само ми го потврдува тоа што сум го забележала. Така, па тоа е тој немирен дух кој што најверојатно се уште многу си го држувам жив во себе. Тоа некое дете во мене со тие деца со кои што секојдневно, значи комшивчиња, роднини и така натаму сум обкружена и со деца со кои што работам професионално. Искрено ме одржуваат и ми дават една малку поинаква енергија која што нормално добивам од театар, затоа што работата пак во театар е нешто сосем друго. Таму си копаш по емоциите кои што не секогаш мора да бидат позитивни и да ти ја будат насмевката, некогаш се занимаваме со најтешките лични болки за да една представа биде успешна таква каква што е. А работата со деца е секогаш искрена, многу позитивна и мислам дека дури можам ќе гледам патот, освен на штиците и сериозните театарски продукти, да правам и да се занимавам со децата. На македонските народни приказни според мене некои викаат: "Абе, зошто снимате ова она?" Меѓутоа според мене е нешто што пред се ми представува огромно задоволство затоа што работам со многу интересна актерска екипа. Тоа се луѓето со кои што јас пораснав. Значи, кога јас бев дете, ги гледав Шенка Колош, Ванчо Петрушевски, Кирил Андоновски
истите тие луѓе се уште снимаме заедно и мене ми е многу интересно, снимањата се секогаш многу забавни и мислам дека и се разбира колку што ми допуштаат театарските моменти, затоа што тука скоро секој ден имам представа, па сега се поретко снимам приказни, а секој слободен момент и секоја нивна покана за мене ќе биде многу драгоцена. А дали си добила досега филмска понуда, да бидеш да имаш улога во некој филм? Моите филмски искуства се за жал многу мали, претежно како ги викаме ние статисти со задача или некои мали актерски парчиња, што дур да трепне сокото те снемува од кадар. Штета би било да бидеш ти статист во некој филм. Добро, ние битолчани реално искрено малку поретко работиме на филм. Не знам зошто сме заобиколени. Повеќе тие касни се случуваат во Скопје и можеби не забораваат помалку. Меѓутоа, јас верувам дека ќе се случи нешто. Моето филмско искуство го поврзувам со турската серија која што се снимаше во Битола. Таму работев на 10 епизоди. Имав еден многу интересен лик и тоа е едно многу драгоцено искуство за мене, затоа што тој некаков си не страв, меѓутоа некоја трема пред камера тотално исчезна после работата со турската екипа на Евлида Румели. Дали сметаш дека филмот и камерата се само за слава и за пари, а додека театарот е за душа? Не, сметам дека и филмот и театарот се за душа. Точно е дека филмската индустрија е нешто што носи повеќе пари и затоа викам многу е убаво кога на некој ќе им се посреќи да изиграат голем филмски лик пред се од актерска гледна точка, а потоа од финансиска нормално, доколку филмот е високо буџетен. За жал, пак ќе споменам, во Македонија сметам дека многу малку се снима филмови во однос на другите балкански земји, каде што според мене филмовите и сериите доживуваат вистински бум во последно време. Значи, се надевам дека кај нас тоа време допрва доаѓа. А театарот е пак од друга страна нешто што се случува сега и одма. Носи еден поинаков тип на емоција, поинаков тип на концентрација, затоа што во филмот доколку нешто не е во ред можеш да го повториш неколку пати, а театарот публиката во театарот не чека. Така да во театар мора да си секогаш присутен 100%. Затоа што таа публика платила карта за да те гледа и нема да ти признае и нема да те поштеди доколку тебе денес на пример не ти си игра представа. Што се случува кога ќе го заборавиш текстот? Јас не заборавам текст, тоа сега не ми се случило освен еднаш. Меѓутоа не дека го заборавив, но ми се случи едно нешто што кај нас карактерите е познато како актерски блок. Просто јас ја отварав представата и мене не ми текнуваше нити еден збор. Тоа траеше можеби 30 на секунди додека да ми се отвори нормално цел текст, меѓутоа за мене изгледаше како 30 години. Тоа е една таква панична ситуација што требаше да кажам. Меѓутоа кога ќе се сетиш на првиот збор, потоа рој од речениците доаѓаат во глава. Фала му на Бога, тоа ми се случи на почетокот на мојата дипломска представа, можеби од возбуда, од трема и така натаму. Кога заврши представата, мојот тогашен професор ми кажа, сега си вистински актер, го положи најтешкиот актерски тест. Се надевам дека и во идните години, можеби дека сум млада и така натаму, нема да имам проблеми со текст. Меѓутоа и доколку се заборави текст, ние имаме суфлер. Суфлерот помага. Точно. Или колегата со кој што си во моментот на сцена може да те потсети со некоја реплика, бидејќи нели театарот е колективен чин, ние сите еден на друг на било каков начин си помагаме. Дали постои некоја представа, односно некоја улога која што онака посебно ти легнала на душата, во која што си имаш пронајдено најповеќе? Не би можела да ти одделам, затоа што да, некои ликови повеќе ми легнуваат на карактер, на темперамент, а за некои вложилам повеќе труд. Меѓутоа, дури и тие представи кои што ќе се изиграат помалку пати, кои што не се толку популарни кај публиката и така натаму, мене ми се драги, затоа што секој процес е откинување на парче од себе си и знам каков ми е влогот за секоја театарска представа. Во некоја се вложува можеби повеќе, во некоја помалку, меѓутоа за сите давам дел од себе и буквално сите ми се драги. Не знам, ако почнам да набројувам, ќе биде многу неблагодарно, затоа што сигурно ќе си заборавам некој лик. Можам само да кажам дека имам околу, од прилика, не знам точна бројка, околу 30 на премиери зад себе во изминативе 8-9 години. Тоа се 30 делови од моето душа и срце, 30
најразлични ликови, најразлични емоции и сите ми се драги, дај Боже да ми се множат, па можеби за 10 години од сега со поголемо актерско искуство и поинаков тип на години и веќе нормално ќе влезам во поинакво доба, тогаш можеби ќе можам поконкретно да те одговорам на ова. Јас ти честитам за досегашните премиери, досегашните успеси, те посакувам и понатаму да имаш уште многу премиери и наредно пак да се видиме во некоја моја емисија. Во твоето семејство има многу таленти, значи твојот брат, нашата гордост Димитар Андоновски, е наш познат пејач. Се малку ќе те навратам неколку години наназад во твоето детство и твоите почетоци се, значи како пејачка си настапила на Сидо детскиот фестивал со песната Досадна недела. Како се случи после тоа, значи да се смени планот, да не биде Маја пејачка, Маја да биде глумица? Кој беше пресудниот момент? Пресудниот момент беше средно училиште кога одлучив дека нема да продолжам затоа што завршив Нижо, нема да продолжам во средно музичко и заминав во горната гимназија. И после тоа веќе уште од самата прва година патот ми се отвори на кај театар. Многу често иде во театар, работев во драмската секција во моето училиште, работевме аматерски представи и иако и цело средно училиште го посетував хорот Стив Наумов, значи мојот пат со музиката не се раздели, напротив, се уште ми е добар пријател на овие штици. За мюзикли, за најразлични представи во кои што работиме, а често се користи музиката. Додека Димитар, па може би уште од мали, ние сме една година разлика, меѓутоа тој секогаш беше поталентиран за музика од мене, барем така некако дома го третиравме, беше наградуван и така натаму и мислам дека и двајцата си го направивме правилниот избор. Затоа што тој таму каде што е си успешен во својата работа и јас таму каде што сум си отварам свој пат и се надевам дека сега за сега сум успешна во мојата работа. Иако често се зезаме меѓу себе дека тој вика јас сум подобар глумец од тебе, викам немој јас да почнам да пеам па да видиш кој е подобар пејач од тебе. Меѓутоа сакам да кажам дека тој уметнички сензибилитет што и двајцата го носиме од многу најраното наше детство и тоа како ни помага во професиите во кои што сме денес. Тука би можела да седам со часови со тебе, затоа што муабетот ми е премногу интересен, но сакам да видам како го поминуваш остатокот од денот, па сакам да ме прошеташ малку низ театарот да видам низ кои се места се движиш додека си тука. Ајде, повели. Ова е твојата гримјурна, местото каде што се подготвуваш пред представа. Точно, да. И не само моја. Гримјорната делам со моите колешки Габриела Петрушевска и Елена Моше. Значи, ова е местото каде што се подготвуваме пред представа, каде што кога ќе има некоја многу мала пауза измеѓу проба и проба, каде што учиме и читаме текст. Ова е едно интимно местенце, кое што, еве како што гледате, му дадовме некаква душа за да ни биде пријатно кога го поминуваме времето тука. И каде што секоја се остава некаков личен печатот и сепак, како што веќе споменав, поголемиот дел од денот ни минува во театар. Каде се имаш гостувано со твоите представи, каде се имате патувано надвор од нашата држава и какви ти се впечатоците од другите театри? Па имаме патувано многу, нормално скоро цел Балкан со турнеи со представи. Пред некоја година бев во Канада, во Торонто. Имам настапувано, но не со битолскиот театар. Тоа беше една испитна вежба на еден битолски режисер Нью Йорк на Бродвејов. Така да сум имала можност да видам најразлични театри, но не за џабе рекле само дома си е дома, своештина волештина. Јас битолскиот театар го сметам како една од најубавите театарски куќи во кои што сум била. Пред се заради своите технички можности, а после можеби дека заради тоа што е сепак моја матична куќа. Нормално е дека, посебно кога патуваш некаде подалеку од Балканот, можеш да видиш најразлични, најинтересни театри, со поголеми и помали сцени. Секој театар како куќа има своја душа.
Меѓутоа, така, повторно ќе кажам, можеби во Македонија, според мене Битолскиот театар е еден од најбавите театри. Дали на тие гостувања каде што имаш досега одено, представите кои што се одигруваат таму се наградуваат? Зависи на каков тип фестивал одиме или гостување. Некои гостувања се чисто како гостување со представа на покана, а некои се посети на театарски фестивали. Битолскиот театар и тоа како може да се пофали со многу награди. Мислам дека можеби еден од најнаградуваните театри и со представите кои што сега ни се случуваат и од кога јас сум во театар, но и со представите кои што доаените и моите постари колеги ги играле. Мислам дека е театар кој што поставува многу класици, истовремено работи на многу современи текстови, театар кој што се носи со таа театарска мода, можеби не е правилен израз, меѓутоа и театарот исто како и се во светот се менува. Битолскиот театар има и актерски капацитет, но и технички, за да ги следи сите тие трендови. И баш заради тоа сметам дека сме многу квалитетна екипа, многу квалитетен театар и сето тоа е секогаш наградено. Јас си посакувам и понатаму убави квалитетни театарски продукти, затоа што нели планирам да го поминам животот тука. А сега, бидејќи користиме твоето слободно време, која ни е наредна обврска каде ќе го поминеме денот заедно? Кога имам слободно попладне или слободен ден, јас често знам да заминам некаде во природа. Летниот период обично заминувам покрај вода, меѓутоа бидејќи денес не е краток периодот, ќе заминавме некаде Преспа или не знам, меѓутоа бидејќи што само неколку во Битола немаме ни езерце ништо. Убав ми е паркот, Белистерот, но бидејќи јас сум голем љубител на животни, еве денес мислам дека би било одлично да одиме и до зоолошката градина во Битола, затоа што слушнав дека и таа добива некој нов лик, а јас не сум била некој време, па бидејќи знам дека и ти многу сакаш животни. Сега сакам ти го потврдам тоа, па добра идеја од ова не си можела ни да смислиш. Ќе ми биде преубав ден со тебе. Супер. Двете сме љубители на животните, па може да одиме да ги посетиме. Супер, ајде. Дали го пробавте новиот Фит јогурт? Вкусен и кремаст, со само 99 калории. Ова е вашиот сојузник да се чувствувате и да изгледате добро. Сега постои нов начин да бидете фит. Пробајте го. Ранерс е спортски бренд со изграден идентитет и имидж како на македонски, така и на меѓународен пазар. Ранерс овозможува најквалитетни производи по најпристапни цени. Патики, спортски реквизити, гардероба, торбици и ранци. Ранерс во Битола со продажен салон во ексклузивна зона на широк сокак.
Маја, покрај тоа што и двете сме плавуши, имаме и други заеднички особини, двете ги обожаваме животните и затоа баш одлучивме дел од денот да поминеме баш во нашата зоолошка градина. Дали имаш некој домашен миленик? Да, јас сум најстина со домашни миленици. Моментално имаме тоест јас моментално там каде што живеам немам миленик затоа што сум пресна во брак и оформувам се. Ти навикната да зборуваш за кај мама. Да, ама кај мајка ми имам папагал и срне спинч, женка, срна. На Битолчани добро позната затоа што јас мислам дека на мојот Facebook профил има повеќе слики од срна него од мене. А додека пак мојот сопруг има црн лабрадор, бак, така да сите страни сум окружена со животни. Како што спомена во растењето, имам чувани мисличени сите можни домашни миленици од мачки, глувци, желки, папагали, кучиња, така. Забележав и во зоолошката дека ги обожаваш баш сите, дури застана и кај глувците. Да, многу сакам животни и мислам дека специјален дел од моето срце им припаѓа на животинскиот свет. Намерно и одлучивме да одиме. Тоа беше една од причините зашто заминавме во зоолошката градина. Частам со едно нинџа колаче. Фала. Баш ке ни треба да ни се подгрени шекерот на топлото време. И уште едно заедничко нешто праведо што го имаме двете, тоа е кучето и јас имам црне спинч. Може да се посватиме мојашто е машко. Таман срна ја немаме досега спарено, па ете прилика плюс. Сери може да ви биде зете. Готово, договорена работа. Ми спомена дека имате куче кај сопругот и кај мајка ти. Колку наоѓаш слободно време, бидејќи тие, иако се животни, тие сепак бараат некој внимание, колку наоѓаш слободно време да го посветиш нив? Да, обавезно еднаш во денот се дружам или со бак или со срна. Затоа што моите свекор и свекрва живеат многу во близина моја, на 2 минути сме разлика. Обавезно еднаш во денот ги посетувам и нив, па и мајка ми. И јас ако не ја видам срна, специјално се јавам на телефон да прашам како ми е кучето, мислам. Веќе дури третманот и кон едното и кон другото не е како кон животно, него како кон член од семејството. Го кажав и тоа на почетокот на емисијата дека твојата насмевка е секаде препознатлива, но дали тоа значи дека си навистина стрикна и емотивно исполнета? Јас секогаш велам дека очите се огледало на душата, а една насмевка за да биде препознатлива и специфична по нешто, тогаш тоа е затоа што ди во комбинација со насмеани очи. Да, срекна сум. Хвала. Срекна сум и со она што ми се случува и професионално, и со она што ми се случува приватно. Значи си целосно исполнета. Сум и фала му на Бога што е така. Јас викам исполнет човек, мирна душа и ништо друго не е важно. Здравието и тоа е мислам најважното нешто за еден човек. Дали Маја некогаш може да ја сретнеме по тренерки онака спортско облечена или секогаш е дотерана на високи штикли? Може да ме сретне типично битолски. Не, се точно дека може да ме сретнете по тренерки, обично и дома во домашна атмосфера, за викенди, кога бегаме надвор од градот, јас сум многу лежерно облечена, речи си без шминка, скоро секогаш на рамни чевли, не на штикли, иако штиклите ми се заштитен знак. Јас сакам да си дадам една издишка на душата, покрај на темпо на работа кој што го имам во поголемиот дел од неделата, еден ден за викенд, дали е сабот или недела, навистина сакам да не се грижам дали косата ми е разбушавена, шминката размачкана и да го поминам опуштено, така да ако шеташ на кај планините може да ме сретнеш и така. А во што се чувствуваш најдобро? Во се она што ми е комотно и што не ме притиска на било каков начин. Дали е тоа за облека или е за луѓе со кои што се дружам или во приватниот живот. Сакам да имам една комоција. Многу се грижам мојата комфорт зона да е пријатна. Личниот мир многу ми значи и мислам дека последниве години нормално со растењето сватив дека се додека го имам тоа, можам да функционирам со насмевка и да бидам среќна. И мислам дека тоа е тоа што моментално најмногу ми значи. Личниот мир, личниот комфорт. Тоа е најбитно за да се чувствувам лефтерно, како да можам да полетам. Што е ин според тебе, што е во тренд оваа сезона?
Да, точно е дека пратам мода како и секоја жена. Не случајно е поставено прашањето, знам дека пратиш, затоа и ти го поставив. Па, ин е она во кој што една жена се чувствува убаво, секси, но да не заборави дека помалку е секогаш повеќе. Значи не значи дека треба да си отскриена, во смисла во преку со злодниште, преку си маички, така натаму. Напротив, некогаш спротивното знае да биде многу попровокативно. Во оваа сезона мислам дека мидис домиштата се многу актуелни, нешто девет тип како што сум денес. Широките маички, кратките топови, веселите бои, повторно како и минатата сезона се многу актуелни, значи бои во разни летни и флуоресцентни бои. Меѓутоа повторно ќе кажам, она во кој што една жена се чувствува сигурно и што ја прави своја на своето е секогаш и без разлика дали модата таа сезона го налага или не. Така да од таа гледна точка јас не сум тотален поборник на модните трендови. Имам парчиња гардероба кои што ги носам и по неколку сезони и секогаш се чувствувам убаво во нив. Например, оваа моја сукња можам да кажам дека не ми е купена оваа сезона, меѓутоа се случува по некоја случајност да биде тотално ин. Имаш супер тело, дали тоа значи дека внимаваш на исхраната? Дали вежбаш? Јас сум човек кој што воопшто не внимава како се храни. Мене може да ми се случи во еден после полнок да отворам фрижидер и да изедам голема количина на храна. Зависник сум од леп. Значи не можам да си го замислам животот без леп. Тој ми е главна состојка со сите храни, со секоја исхрана. Летно време обожавам овоше и зеленчук, не можам да си го замислам денот без салата. Така да можеме и тука да пробаме нешто во новиот бар и динер ресторан Скандал во Битола. Тоа што мене ми ја одржува формата е кореографските проби, пробите во театар, темпото представите, тие барат една голема физичка сила, која што, бидејќи не вежбам, морам да признам дека немам ниту еден ден поминато во теретана или на некој аеробик или така натаму. Фала му на Бога што работата ми е таква, па се уште ми дозволува да изгледам таква каква што изгледам, но морам да признам дека имам и генетски предиспозиции од страна на мајка ми за едно така поубаво тело. Кога не внимаваш на исхраната, ми предложи да јадиме по една салата. Браво за изборот на местото кое што го направи, каде да го поминеме времето за ручек. Навистина прекрасен амбиент има ресторанот Скандал. Ми се допаѓа целата атмосфера која што е тука. Мислам дека ќе имаме и прекрасен ручек заедно тука двете. Да, мене исто многу ми се допаѓа и затоа изборот беше да дојдеме тука. Ова е едно ново отворено место во градот, што според мене во Битола сум, а како да не сум во Битола. Многу пријатна атмосфера, бидејќи е и на два спрата, има две бавчи. Човек може како што се чувствува, така да одбере свое место и да си помине едно пријатно попладне во Скандал. Како млада сопруга и млада домакинка, колку често готвиш дома? И што најчесто знаеш да приготвиш? Многу ретко готвам, за моја најсреќа и жал. Некако Бог ми дарил многу таленти. Мислам дека готвењето се уште не е еден од тие кои што ги чувствувам како своји таленти и можности за некаква лична реализација. Меѓутоа, морам да се пофалам на мојот сопруг. Недавно му беше роден ден, прв пат во животот му направи торта и испадна многу успешна. Сите ми велат дека имам талент за готвење, само најверојатно се уште не сум ја добила таа желба и немам толку многу време. Со оглед на тој дека мојот сопруг живее и работи во Скопје, ние обично се гледаме за викенди. Па викендите сме или некаде надвор, како на пример во Скандал навечер, или на ручек кај мајка ми, кај свекрва ми. Се уште сме многу разгалени кога станува збор за храна. Но искрена да бидам, јас навистина сакам да научам да готвам, пред се затоа што многу ми е интересно кога сум во кујна. Значи, кога од ништо ќе направиш нешто, за мене навистина како да сум направила, не знам каков животен успех. Но сега за сега фондот на храни кои што јас знам да ги приготвам е многу малку. А колку твојот сопруг ти помага, мислам, за време на викендите кога е и тој дома, колку ти помага во домашните врски?
Морам да го пофалам вака јавно, затоа што навистина имам пред себе голема поддршка и во домот и надвор од домот. Домашните обврски ни се поделени, дури можам да ти кажам дека во кујна понекогаш повеќе се снаоѓа од мене. Така да имам еден исполнет, турбулентен викенд, или пак кога одам кај него во Скопје, нели, исто, кеф ни е нешто да направиме, или да посетиме некое ново место кое што го немаме посетено, меѓутоа во секој случај, мислам дека супер се надополнуваме и се надевам дека тоа само ќе расте заедно со нашата врска. Колку сте романтични во бракот? Дали си предадувате често некои изненадувања? Па, морам да признам дека Ице од таа гледна точка многу поромантичен од мене. Не дека јас не сум, но сепак си носи една и раке во хороскоп раковите се по-романтични по природа. Многу често знае да ме изненади и тоа е само поттик за мене и јас да се трудам, како например, како што се пофалив сега повторно ќе се споменам со тортата родендеска, мислам, тоа беше шок за сите наши пријатели и роднини, затоа што знаат. Да, вистинско изненадување. Меѓутоа, мислам дека тие мали изненадувања кои што еден пар си ги приредува еден на друг, ја одржуваат свежа љубовта и постојано, како да кажам се, како да се изразам, таа љубов расте и расте и не запира и не стагнира, туку напротив. Ја одржува возбудата во бракот. Многу често сум љубопитна и сакам баш да дигнам навистина во приватноста во животите на сите мои гости. Се надевам дека ќе ни откриеш тајната како се запознавте. Се запознавме во Битола. Се познававме, нели во Битола скоро сите се знаеме еден со друг. Меѓутоа и правевме муабет. Меѓутоа ништо повеќе од еден здраво. Тој беше тој кој што ги потегна првите чекори во нашата врска, ме покани да излеземе на кафе. Јас не знам дека мој роден ден, излеговме баш на неговиот роден ден, тоа ни е и да речем годишнина. Наша годишницата ви е и на неговиот роден ден. Аз се зедовме и ја направивме свадбата на мојот роден ден, така да имаме два битни датуми кои што ми обележуваат големи нешто. Неговиот роден ден и мојот роден ден, почетокот на нашата љубовна врска и почетокот на бракот, така да. Дали постои некоја дефиниција за совршена жена? Зависи кој како го дефинира совршеното. Јас мислам дека секој човек има различна дефиниција за совршено, а пак од друга страна се прашувам дали воопшто постои нешто што е совршено. Сепак, секоја жена е совршена на свој начин, со самиот факт што е жена. Да. Јас сум малку феминистка по тоа прашање. Сметам дека секоја жена си носи своја убавина, секоја жена си има своја мисија, затоа што сметам дека сепак жените сме посебни на овој свет, со тоа што сме жени, со тоа што носиме живот. Нели, јас се уште не сум мајка, се надевам дека еден ден ми ќе станам тоа и се надевам дека ќе ми се исполни таа мисија. И со самиот факт што жената раѓа живот, за мене е посебна и совршена. Така да не можам поинаку да го дефинирам нештото, освен тоа дека навистина секоја жена е совршена на свој начин. Слушнавме како те опишуваат другите, но како би се опишала ти за презбора? Едноставна, тврдоглава, што понекогаш знае да биде мана, понекогаш добле, затоа што некогаш навистина знам да претерам со тврдоглавоста, но пак од друга страна секогаш работите си ги терам до крај, што е од една страна супер за мојот професионален живот и приватен. Исполнителна и многу емотивна. А како гласи твоето животно мото? Го имам кажано и во друга емисија на едно друго гостување, ќе се повторам можеби, но навистина тоа е моето животно мото. Здравје Боже, ништо друго не треба, за се друго имаме сила за да се бориме, за да го исполниме и да се стремиме кон нешто повеќе од она што сме денес. Често се вртев околу, значи, темата работа околу театарот. Ова наредно прашање ме поврзано со театарот и со животот. Во кој филмски жанр спаѓа твој живот? Па, во сите. Затоа што не мислам дека животот е само комедија, само драма, само трагедија. Имам 30 години, во моите 30 години сум поминала низ сите тие жанрови. И трагедија, и комедија, и романтична комедија, и драма.
како и секој живот. И мислам дека и во наредните 30 ќе ми се случат пак сите тие жанрови. Животот не може да биде само позитивен, меѓутоа човек мора да биде силен и позитивен. Значи ние сме тие кои што треба да бидеме позитивни за добро да се носиме со се она што ќе ни го приведе животот. Маја, ми беше мило што го поминавме, значи во време заедно со тебе. Јас ти поминав навистина убаво, се надевам дека ти си помина. Јас исто, да, фала ти многу на поканата. Навистина многу поинаков концепт на емисија што многу ми се допадна, затоа што не е една емисија која што поминуваме 15 минути или половина час заедно, него квалитетни неколку часа и да се запознаеме, но и ете буквално да видиш како изгледа од прилика еден мој ден, кој што не е толку многу соборски, бидејќи ако беше турбо како што знам да заглавам, немаше да можеме да го поминеме денот заедно. Толку турбо. После ова имам јас едно мало изненадување за тебе, но пред тоа може уште малку настран од камерите да поминеме тука некој време заедно. Се разбира, да. Дали го пробавте новиот Фит јогурт? Вкусен и кремаст, со само 99 калории. Ова е вашиот сојузник да се чувствувате и да изгледате добро. Сега постои нов начин да бидете фит. Пробајте го. Ранерс е спортски бренд со изграден идентитет и имидж како на македонски, така и на меѓународен пазар. Ранерс овозможува најквалитетни производи по најпристапни цени. Патики, спортски реквизити, гардероба, торбици и ранци. Ранерс во Битола со продажен салон во ексклузивна зона на Широк сокак. Маја, ти секогаш си навикната после представа да добиваш некое цвеќе, некое поклонче, дали од гостите кои што се присутни на твојата представа, дали од некој обожавател кој што можеби го имаш. После еден преубо поминат ден со тебе, навистина си прекрасна личност. Ти благодарам. Ми беше задоволство да го поминам денот со тебе, нежна, човек кој што ги сака животните, човек кој што сака природата и мислам дека заслужи изненадувањето ти биде едно цвеќе од мене. Ти благодарам многу, цвет од цвет, така ќе го прифатам. Ми беше задоволство да бидам дел од вашата емисија и за преубаво поминатиот ден. И се надевам дека емисијата ќе ви доживее неколку сезони, па ќе имаме причина плюс да се дружиме повторно. Сигурно и мене ќе ми биде задоволство нашето дружење да се повтори уште неколку пати. Фала ти за цветот. Се надевам дека навистина ти се замисла. Многу, супер. Баравме нешто што ќе топиш и тебе, пошто ни кажа дека не кишни хати. Ништо му кажавме изборот на Маја што го избраи, да види цвеќето баш како таа да го избрала. Ке ме остане. Да, ова спомена мене. Фала ти многу. Со наредниот наш гостин нов и поинаку поминат ден. Следете не секоја недела во ист термин.